12:30 време е за првото неделно информативно издание на Канал Плюс. Следува кратка најава за дел од содржините. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски и на големиот исцелител Свети Пантелеймон. Во 73-та година од животот вчера почина легендата на македонскиот спорт, борачот Симеон Шутев. Членови на планинарското спортско друштво Согово од Кочани на најголемиот македонски празник Илинден се искачија и го освоија највисокиот врв Триглав. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски при посета на Охридскиот регион на новинарско прашање за изборот на специјален јавен обвинител одговори дека доколку постои волја кај другата страна, тогаш специјалниот обвинител ќе биде избран до 15 септември како што е договорено во пржину. При посетата на технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга, премиерот Никола Груевски покрај другото на новинарско прашање изјави дека до 15 септември треба да се избере специјален јавен обвинител. Мислам дека ако и другата страна е конструктивна, како што сме ние конструктивни во овој процес, и ако се има добра волја и од другата страна, дека ќе се завршат работите на време. Специјалниот обвинител треба да биде избран со консензус на 4 партии подписнички на договорот од 2 јуни, а ќе работи на расчистување на сомнежите кои произлегува од преслушуваните разговори кои ги обелодени лидерот на опозицијата Зоран Заев и случајот Пуч. Според договорот, специјалниот јавен обвинител ќе има целосна автономија во својата работа. Воедно премиерот Никола Груевски истакна дека црвените линии сегогаш се со уставот и законите како и волјата на граѓаните. Православните верници денес ги слават имињата на Свети Климент Охридски кој е упокоен на овој ден 916 година и Свети Великомаченик, големиот исцелител Свети Пантелеймон. Многу православни верници денес слават свој имен ден и домашна слава. Во недела се слави Светиот Пантелеймон, исто така и Свети Климент Охридски. За Свети Климент Охридски не би сакал многу да зборувам, бидејќи тоа го изучуваат децата уште од градинка. Нашиот просветител, учител и многу институции го носат неговото име. И има голем култ насекаде во нашата држава Република Македонија. Дека за Свети Пантелеймон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите. И во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на Свети Пантелеймон, кој бил лечител од секакви болести. Мирче Ефремов, Анче Трифунов, Стојан Марков и Гоце Серафимов, членови на планинарското спортско друштво од Кочани, на најголемиот македонски празник Илинден се искачија и го освоија највисокиот врв Триглав од 2864 метри. Какво е чувството Илинден да се прослави со успешно искачување на највисокиот врв на Алпите, знаат четворицата планинари Анче Трифунов, Стојан Марков, Гоце Серафимов и Мирче Ефремов, кои на големиот празник се искачија на 2864 метри високиот Триглав. Практично, планинарскиот потфат е изведен на 1 август по 7-часовно искачување кон целта, која е сон на голем број планинари од овој дел на Европа и пошироко. Едно вистинско доживување, една вистинска емоција доживеавме групата од четворица планинари од планинарското спортско друштво од Согово од Кочани, Стојан Марков, Мирче Ефремов, Гоце Серафимов и јас, Анче Трифунов, на самиот ден на нашиот национален празник Илинден го освоивме највисокиот врв на Јулиските Алпи, Триглав. Триглав е едно посебно доживување. Ние, иако не многу богата планинарска кариера, имаме искачувано повеќе врвови, меѓутоа мислам дека врв од планинарски аспект е искачувањето на Триглав не само поради неговата висина, туку поради убавината, грандиозноста која што има. Посебно задоволство беше, бидејќи беше се погоди празникот на викенд, имаше доста голема посетеност на самиот врв, планинари од цела Европа, од поранешната
Југославија, кога ние стапнавме на самиот врв и го развиоривме државното знаме на Република Македонија, предизвикавме една бура од емоции од сите присутни, што нам пак повратно ни направи големо задоволство, така да овој Илинден ќе ни остане длабоко врежан во меморијата на сите нас, членови на оваа експедиција. Попатно планинарите не ја пропуштиле шансата да го посетат атрактивниот дом Кредарица на височина од 2515, кој е омилено место на љубителите на планинските височини. Дел од експедицијата, значи освен по освојувањето на врвот, се сместивме во планинарскиот дом Кредарица, познат во поранешната Југославија, планинарскиот дом на најголема надморска височина во овој дел од Европа, на 2511 метри, беше стварно, значи, после напорниот ден искачувањето, едно дружење повеќе од 300 планинари, како што реков, од цела Европа и пошироко, имаше и од Азија планинари, едно дружење, едно разменување на искуства и самото престојување, спиење на таа надморска височина представува голема сатисфакција, големо доживување. Имавме среќа да го искористиме, да ни се погоди времето за качување, зашто веднаш по завршување на освојувањето почна да врне дожд, временските услови се влошија и беше оневозможено. Наредниот ден беше затворен врвот, но сепак ние на самиот празник го освоивме, а потоа по дождот се спуштивме до базната станица која што беше на 1300 метри надморска височина. Во 73 години од животот вчера почина легендата на македонскиот спорт, борачот Симеон Шутев, кој во 1968 година стана првиот македонец кој успеал да учествува на летните олимписки игри во Мексико Сити, заедно со Борче Димовски, кој пред извесен период почина во Германија. Штипјанецот Шутев беше професор по физичко воспитување во ЕМУЦ Никола Нехтенин во Штип. По завршувањето на боречката кариера беше и тренер во Балканец, ги воспитуваше младите генерации. Покрај борењето тој беше и спортски риболовец, добар пливач и гимнастичар. Беше и боречки судија. Бразилскиот новинар, радиоводителот Глајцон Карвалјо, познат по антикорупцијската кампања, е убиен додека ја водел емисијата. Убиството на Карвалјо се случило во градот Камисон, во североисточната бразилска држава Сеара. Двајца млади, момче и девојка, влегле во студиото на Радио Слобода и губиле Карвалјо додека емисијата течела во живо. Тој е застрелан 3 пати во главата и 2 пати во пределот на стомакот. Идната медицинска помош веднаш го пренела во болницата, но таму лекарите само ја констатирале смртта. За време на церемонијата со која идната сабота Велика Британија ќе одбележи 70 годишнината од победата над Јапонија во Втората светска војна, џихадистички терористи планираат да извршат атентат врз британската кралица Елизабета II, тврди лондонскиот весник Индепендент. Весникот, повикувајќи се на безбедносни извори, наведува дека британските исламисти по налог на лидери на џихадистички групи Исламска држава планираат да извршат бомбашки напад за време на прославата, при што би требало да биде убиена кралицата Елизабета II. Поради ваквите сознанија, безбедносните служби преземаат засилени мерки за безбедноста на кралицата. Се уште неизвестна судбината на младиот Хрват Томислав Салопек. Египет започна голема операција за негово пронаоѓање. Египетскиот председател Ал-Сиси на нозе дигна голем број полициски и воени сили, дури и 4 тајни служби се во потрага по Хрватот. Египетските медиуми пренесуваат дека цел ден се спроведуваат рации на најинтензивните места во Египет. Властите дадоа зелено светло и за употреба на хеликоптери, со кои се обидуваат да го лоцираат несреќниот Хрват. Денеска почнува новата праволигашка сезона, во која Царев двор е дебитант, а Младост влезе директно во ова друштво, откако се најде на второто место во минатата сезона во втората лига зад Шкупи. Рнова беше европредставник на Македонија во квалификациите за Лига Европа, а турново по баражот против Гостивар успеа да остане во првата лига. На самиот старт, фудбалските фанови ќе имаат можност да уживаат во дербито помеѓу старите ривали Вардар и Шкупи. 3 дуели во првото коло ќе се играат денес во 17:30.
Екипата на Шкендија ќе одигра против екипата на Младост Царев двор, екипата на Металург против Силекс и екипата на Хоризонт Турново против Ренова. А последниот меч од првото коло е помеѓу екипата на Брегалница и Работнички на градскиот стадион во Штип. Вчера вечер во селото Билјанин извори во Охрид, нашата најдобра селекција ја декласираше репрезентацијата на Украина со 81 спрема 51. Кошаркарите на Украина само на стартот на мечот беа достоен ривал на црвено-жолтите. Сигурната победа нашиот тим ја оствари без Дамјан Стојановски, кој на надпреварот против Израел го повреди скочниот зглоб. Најпрецизни кошаркари во нашата селекција беа бековите Марко Срабиновски и Војдан Стојановски по 15 постигнати кошеви. Бојан Трајковски беше одличен во одбраната со дури 6 украдени топки. Турнирот во Охрид завршува денес во вечерен термин со мечот помеѓу Украина и Израел. Нашата најдобра селекција во рамките на подготовките за Евробаскетот во вторник продолжува со одигрување на пријателски надпревар во малата сала во Јане Сандански во Скопје. Бидете со нас и во Дневникот во 16:30. Пријатно неделно попладне.